ова издание, Џо Бајден прави ревизија на имиграцијската политика на Доналд Трамп, што предвидуваат измените. Дали се на повидок вакцинални пасоши и што би значело тоа? Најнова технологија, копчиња кои не се допираат, комбинација на ултразвук и сензори. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Имигрантите во САД се нарекуваат тугинци според американските закони. Термин кој за многумина е навредлив, па наскоро би можел да биде исфрлен од употреба. Ова е само една од измените на имиграцијските политики на новиот претседател Џо Бајден. Зборот тугинец, ако го кажете на американци, нема да ги навреди, бидејќи тие не знаат за маките низ кои поминуваат имигрантите, за да се докажат во државата. Сейла Сантјаго била 2,5 години кога незините родители го напуштиле Мексико и имигрирале во САД во потрага по американскиот сон. Таа го поздрави предлогот на претседателот Џо Бајден, со кој тој бара од Конгресот да се отстрани зборот туѓинец од американските закони и да се замени со лице кое не е државјанин, што представува понеутрален термин. За мене ова е многу емотивно. Зошто да ме викаат тугинка кога припаѓам тука? Плаќам даноци и им помагам на вашите луѓе. Дефинитивно се согласувам дека тоа треба да се промени, бидејќи е повеќе од само збор. Сметајќи го за навредувачки, Калифорнија го забрани овој термин со незиниот кодекс за труд во 2015 година. И градот Њу Јорк почна да презема мерки минатата година. Зборот тугинец го заменуваме со лице што не е државјанин. Тоа го правиме во сите официјални документи што излегуваат од овде. Никогаш не сме имале тужби или проблеми поради тоа. Но има силна опозиција во конзервативните кругови. Овој термин го користат многу членови на Конгресот. Всушност, во неодамнашна расправа во Врховниот суд, зборот нелегален тугинец беше искористен десетици пати. Според мене тој не е навредувачки, туку описен. Лора Рис работела во одделот за домашна безбедност за време на мандатот на претседателот Доналд Трамп. Согласно федералните закони, секое лице во оваа држава кое не е државјанин се смета за тугинец. Ако тугинецот е тука без дозвола, тоа е нелегално. Тоа треба да биде крај на дискусијата. Промената на зборот не значи промена на функционирањето на законите во САД, велат адвокатите, но би сигнализирало дека Америка се уште е држава што дава добре дојде. Има логични и правни начини како да се промени терминологијата и ова да функционира. Терминот лице што не е државјанин би бил попријатен и вистински ќе го рефлектира нашето општество. А тоа е важно за кореецот Гло Чој, кој неодамна останал без привремената виза и се надева на пат до американско државјанство за време на попријателски ориентираната администрација на Бајден кон имигрантите. Се надевам дека ќе промени перцепцијата за тоа што значи да се биде имигрант. Само затоа што потекнувате од некое друго место не значи дека не може да наречете друго место дом или дека не може да припаѓате на тоа место. Ако се случат промени, Чој вели дека треба да се донесат закони за оние кои не по своја вина се уште немаат документи во САД. Човековите права не познаваат граници. Се раѓате со човекови права. Не сакам да бидам тугинец во сопствениот дом. Повеќе од 50 милиони американци досега добиле барем една од вакцините против COVID-19. Но дали се на повидок така наречени вакцинални пасоши и што би значело сето ова? Краток формулар, неколку прашања поврзани со здравјето, примање на вакцината и на крај здравствен картон дека сте вакцинирани. Вака изгледа стандардниот процес кога некој се вакцинира против COVID-19 во САД. Картонот за примена вакцина е парче хартија што здравствените работници го пополнуваат рачно. Наставничката од Мериленд, Марал Сиваслијан, добила таков неодамна. Ми рекоа дека не смеам да го изгубам. Мора да го имам и да го носам со себе кога ќе ја примам втората доза. Картонот за имунизација е потсетник дека во рок од 3 недели доаѓа време за втората доза од вакцината, но е потребен и за електронска евиденција на податоците во државата. За секој што ќе прими вакцина против COVID-19 во САД во сојузната држава во која лицето живее, информациите електронски влегуваат во регистарот.
Но Тен вели дека веруваат и сертификатот за примена вакцина може лесно да биде фалсификуван и го поддржува новиот систем што го разгледува Светската здравствена организација. I think there has to be validation. Мислам дека мора да има доказ, треба да има начин да се потврдат информациите. Затоа сметам дека е потребна дигитална база или паметен сертификат за каков што размислува СЗО. Светската здравствена организација веќе има така наречена жолта карта која служи како официјален документ за вакцинирање што е потребно за влез во одредени држави. Идејата е да се направи истото со вакцините против COVID-19. Меѓународната асоциација за воздушен сообраќај предлага апликација за вакцини. Патната пропусница во суштина е апликација за корисникот да може да има на својот телефон директно преку Apple, Google Play за Android или преку апликацијата на авиокомпанијата. На тој начин, лицето ќе може да се идентификува себе преку дигитален пат. Меѓународниот економски форум исто така работи на сличен дигитален пасош, апликација наречена Common Pass. Тоа е платформа за сочувување на сите медицински податоци. Во САД секој е задолжен да ги сподели информациите за вакцинирање со сојузната држава. Сојузната држава ги чува овие податоци во регистар. Сега работиме на поврзување на платформата со регистрите за и корисниците да имаат увид во податоците. Но подпирањето на апликацијата ги загрижува активистите за човекови права кои истакнуваат дека не сите поседуваат паметен телефон. Поврзувањето на вакцинирањето со скап паметен телефон не е во интерес на граѓанските слободи и права. Креаторите велат дека апликацијата треба целосно да биде функционална до крајот на 2021 година. Официјалните лица велат дека многу зависи од тоа колку брзо ќе се одвива вакцинирањето во светот и кога државите повторно ќе ги отворат границите. Екранот на допир беше најнова технологија пред неколку децении, но сега има нешто сосема ново. Копчиња и команди без допирање. Нешто соодветно на свет кој живее со пандемија. Што ако можете да го контролирате вашиот автомобил, да ја вклучите рерната или да се подпишете со допирање на невидлив екран? Ultralip, британска и калифорниска фирма, користи ултразвучни бранови за да создаде чувство на допир во воздухот. Камера ги следи движењата на рацете. Можете да гледате напред по патот. Можете да почувствувате како копчето прави клик. Ultralip работи со музеи, автопроизводители и други индустрии за да креира невидливи екрани во воздух и со слушалки за аугментирана реалност да донесе повеќе информации на доживувањата на луѓето. Со пандемијата, Ultralip ја пренесе својата технологија за екраните на допир во ресторани и продавници, кои стана екрани што никој не сака да ги допре. Луѓето стануваат посвесни што допираат и особено ако тоа е надвор од домашната средина каде немаат толкова контрола врз тоа што го допираат и кој го допрел тоа претходно. За оваа технологија ќе треба малку привикнување. За во автомобил да се контролира музиката, температурата или мапата, потребни се две движења. Едното е гестикулација како штипкање што се користи за селекција. И другата е тоа што викаме пушти го микрофонот кога вака ја отварате дланката. Возачот може да ги почувствува вибрациите со гестикулацијата како кога допирате нешто. Чувствувате мало пулсирање на секој дел од сетингот. Тоа е нов начин за интеракција со машините, без допир и во воздух. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на гласнааmerika.com, како и на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон!